Dobro jutro. Точно е 7:30 часот. Као вести на ХТВ. Прецизно секунда се јавуваме. Супер. И некоја секунда додека се приклучи некој. Да не зборам сам. Ево, добро утро Лазе, добро утро Шведска. Има вака у Шведска Лазе позадина. Добро утро Јуле. Се надевам дека сега добро се слуша. Минатиот пат од истава локација како да не беше звукот добар. Па некој реагира дека се намачиле со слушалките. Пуштај до крај, ама нема. Океј, супер. Денеска ќе зборуваме за доста интересна тема, кој и сите се надевам дека што до сега. Размислував за една тема интересна, како уствари ги пропуштаме приликите, а не сме свесни. Сега зошто ги пропуштаме приликите, па дел свати од вчерашното видео, кое што малку се смеевме, малку цуевме, малку зборувавме, за на еден поинаков начин за да се видиш како работиш, што работиш. Добро утро, нема таква позадина, па да, има подобро у Шведска сигурно. И размислував да видиме како ги пропуштаме приликите. Значи вчера нели зборувавме и свативме дека ако сме на хармоника или ако свириме на тапани, дека ја пропуштаме цела слика, ги пропуштаме приликите од тој агол, бидејќи сме затворени во еден мал простор сам со себе. И не знаеме што се случува на цел терен, или ти исто како у фудбал, нели? Овие играчиве двајца тројца што играат активно, кај што им е топката, гледаат 2 метра пред него, 2 метра лево и десно, ама нема цела представа, не знае што се случува на цел стадион. И токму поентата од вчерашното видео беше да излезеш од тој стадион, да се качиш горе на ложа, тоа е место тамо за управа, нели? И да го погледнеш цел стадион, односно твојот бизнис од широко, од горе, од птичја перспектива и да видиш што му недостасува, што му треба, како му треба. Сега, тоа е една, нели, од приликите кои што ги пропуштаме. Сега денеска ќе зборувам за една друга прилика, тоа е како несвесно ствари самите си правиме саботажа у бизнис. Сега, ако зборуваме за бизнис, најпроста дефиниција, значи без да филозофираме премногу, би се правиме многу мудри и паметни, дефиниција едноставна на бизнис е решавање на нечив проблем. Па, например, се бавиш со продажба на станови, изнајмување на станови, или ти real estate агенција, и се од една страна имаш клиенти, односно луѓе, нели, тоа клиенти се луѓе фактички, нели, кои што имаат некој проблем. И има човекот пари, ама не знае каде да одбере стан или куќа, локација, квадратура, распоред. А од друга страна не знае нели дали е легален, не е легален, тој знаеме самите во минатото 300 чуда се дешаваја на оваа тема, нели. Од друга страна сега има уште еден проблем. Кој е тој проблем? Па сопругата, нели? Ќе донесе одлука, он и сопругата има 30 години тој стан да му се качи на глава дека не требало на таа локација него он на кој што рекла или обратно. И тоа е проблем, нели? Кој сака да се кара 30 години следни. Од друга страна сега има пари бројани, нели? Колку му се парите, не знае колку ќе треба за мебел, не знае колку ќе треба подоцна, дали има школа, локација, градинка за децава, нема локација. Ако се повозрасни луѓето, нели, забава, мабава, работа близко, паркинг има, нема, и тоа се проблеми, нели? Дел од проблемите кои што ги има еден клиент. И сега што е поентата на предприемачот од другата страна или ти овој директор или собственик на агенција, па да земе да навлезе длабоко во умот на неговиот клиент, да дефинира најпрво кој му е идеален клиент, не можеш да му се допаднеш секому, нели, ако му се допаднеш секому, значи не му се допаѓаш никому, мора за една група да се посветиш, нели? Трудејќи се знаеме сите дома да им угодиме на сите, на крајот го јадеме стапот ние, нели? Вака дефинираш еден. Па сега да речеме си дефинирал еден идеален клиент, брачен пар, нели, со две деца, да речеме едното има 5, другото има 6-7 години, небитно. И сега ти ги знаеш кои се нивните проблеми. Детска му треба, школа му треба, градинка му треба и тражиш такви објекти, се интересираш, седнуваш ги запишуваш неговите проблеми и супер, и сега се трудиш некако да ги решиш тие негови проблеми, да му најдеш најсоодветна понуда и нели го решиш неговиот проблем. Сега, како ти го решаваш успешно тој негов проблем, кој што се вика стан, така заработуваш. Да речеме имаш сега, нели, ајде сврзани дејности или бизниси, да речеме си ти електричар, бравар, не знам еве да речеме продаваш мебел, померка, небитно, и сега ти си вториот кој што влегува во тој стан или третиот, небитно, или предходниот, и сега и ти имаш исто клиент, нели, кој што од другата страна клиентот има проблем, дали ти ќе дојдеш на време, дали ќе му завршиш работа како што сте се договориле. Имал искуство претходно, милион искуства, нели, од трча и лажи мајстори, како вика, нели, мајстор да не ти стукне у куќа, ако не излаже не е мајстор, не знам што, тоа не се луѓето будали,
од што се намачени, па излегле проблеми такви, нели? И сега овој еднаш у 30 години купува стан и има 3500 проблеми. Плюс неговите пријатели, роднини, што ќе му дадат предлози 1001 и он конфузија, не знае кај што да одлучи, више не е ни паметен самиот. И сега ти треба да му го решиш тој проблем. Како да му го решиш тој проблем? Па така што ќе знаеш повторно кој е твој идеален клиент, колку буџет има, колкава квадратура, каков тип на мебел или како и да е. Од друга страна ќе треба да видиш нели на кој начин да ги одржиш ти ветувањата кои што му ги даваш, како ти да го разрешиш, да не речам да го убедиш, туку да му докажеш дека си окей. Нели што значи повторно сега како ти ќе ги решиш неговите проблеми кои што се вика мебел, а он не знае, нема појма душава нели како да го склопи мебелот, дали да купи сам по делови, како ќе изгледа ова на крај, да не сгрешам, да не се зезнам, не се тоа малку пари. Па жена му овде ќе му се качи на глава, требаше тоа ти реков или обратно ти реков ја по мене, нели? И тоа се исто стресови, повторно исти луѓе, повторно исти стресови и сега ти ако си од другата страна, ако знаеш како да ги решиш тие проблеми, супер, он тебе пари, ти не го решени проблеми, значи повторно доаѓаме до заклучок дека без разлика на шоу бизнис имаш, дека ти си решавач на проблеми. Сега, ова е супер од една страна, нели, на клиенти, а клиентите рековме се луѓе. И сега, какви други имаш проблеми за решавање? Па имаш уште едни клиенти кои што се викаат 5, 10, 20, 50, небитно колку, а тоа се твоите вработени. Како сега ти ја да му ги решиш проблемите на вработените, нели? Па да, тоа се твои клиенти, исто условно кажано, и ти треба да им ги решиш и нивните проблеми. Па сега, ако рековме дека овие клиенти имале едни проблеми, што се плашеле, нели, да не сгрешат, да не изгораат, да не ова, да не она, исто и вработените имаат проблем. Предприемачите најчесто мислат дека со тоа што ќе им дадат плата, со тоа што ќе им дадат услови за работа и тоа ќе биде навремено, дека го решиле проблемот. Плюс, нели, еве бонус им даваме, ова им даваме, храна, превоз, кола, телефон и готово, они се треба да лета, нели, и да работа. Арно, ама не е така. И тие имаат проблеми. Како и сите ние, како јас што имам проблеми и ти имаш проблеми, така и они имаат проблеми. Сега кои се нивните проблеми? Па, ја не знам. Ама ако ти доволно се заинтересираш кој ти се тие во тимот, ти треба да знаеш кои му се неговите проблеми. Женете, мажене, женете, има деца, нема деца, има пари, нема пари, има кредити, нема кредити, има лихвари, нема лихвари, може има проблем со здравје, може има лоши навики, може во минатото носел грешни одлуки, па сега го чинат, го вратиле назад финансиски. И можам, не знам, 3 книги да напишам колку се сум имал во минатото кога работевме во консалтинг во фирми, како има луѓе, нели, проблеми со закон, проблеми со извршители, проблеми со лихвари, со коцкари, со чуда. И сега ќе речеш ти, па како бе ја ова ли да му решавам неговиот проблем сега со лихвари, па ја имам ли време за ова све да му решам? Па види, не мораш ти да му решиш тој проблем, но само размисли дали тој човек е лош, дали е добар, дали е во ред со него, дали вреди да му ги решаваш неговите проблеми, или ако сватиш дека едноставно не вреди, тогаш не мораш. Но, види, ако сватиш и ако видиш дека уствари тој е супер човек и само имал некоја грешна одлука во минатото, тогаш може би и треба да се заинтересираш, но проблемот не да го решаваш површно, туку да го решиш од корен. Овде паѓаат сите предприемачи, затоа што ние во текот на денот имаме куп индикации на проблеми, ама ги игнорираме. Сега ајде да видиме, намазат да се вратиме малку во психологија, па ќе се навратиме на вработениве со проблемите, за да ти кажам, односно да ти поврзам да видиш дека сите ние сме луѓе и дека сите имаме исти проблеми, само е проблемот во мајндсетот. Дали ние имаме работнички мајндсет и сами со себе сме се затвориле во една кутија и си ги решаваме своите проблеми, односно бегаме од проблеми на тој начин, затоа што полесно ми е да сечам, да програмирам, да крпам, да чукам, нели, или да свирам, затоа што бегам од решавање на проблеми, што е 99% на случаевите, нели? Не сакаш да се соочиш со реалност, не сакаш да работаш со луѓе, преку глава ти од зборување, заморен си од работа, нели? Едноставно полесно е, ај земи ова армониката, свири си од страна и тргни се. Ај да видиме сега, рековме, на психолошка база тајде ова. И затоа ја често пати велам дека бизнисот не е ништо друго, не е никаква наука, туку е психологија и дека заработуваш, твојот бизнис е огледало на тебе, дека све у животот што имаш или немаш, или тоа што е добро или лошо, е само огледало на она што го имаш внатре. Сега, ајде да видиме што е проблемот. Види, постојат различни причини, нели, ова у детали работиме на мастермен, кај што правиме дисекција буквално на луѓе, за да знаеш кој ти е клиент, ти каков си, вработените кои ти се, за да можеш да ги препознаваш перфектно.
како би знаел соодветно како да им пристапиш. Ти не е секој ист, нели? Ако имаш две деца дома, ме разбираш зашто ти зборам, нели? Едното го караш, не се смирува, другото и да го погледнеш е смирено веќе. Значи и со вработените исто и доаѓаме до првиот заклучок дека карактерните особини се важни. Сега што се карактерните, па јеби Господ го дал таков, ти не можеш сега да правиш, нели, од не знам, од пилот стюардеса, тоа е тоа, нели? Супер, ама тоа не е ништо лошо, само треба да го сватиш како. Сега, ако у детството пропуштил тој човек, небитно машко женско, ако немал прилика да расте во семејство каде што се зборувало за ред, работа, дисциплина, каде што финансиите не биле проблем, каде што се зборувало за растење, за развој, за нови погледи за останато, иако родителите со него му всадиле добри навики, нели, кој ќе стане од спиење, се намести креветот, да измие заби, да се среди, значи секако што треба, и полека ако види на земја паднато доле, не знам да речеме еве тетрадка, да не ја скока таа тетрадка, туку да ја земе и да ја врати на место. Ако го научиле тоа вработен или тоа дете, векаме, нели, да не ги игнорира проблемите, туку да ги решава, тој утре на работа кој ќе дојде, дали е собственик, дали е кај тебе на работа, дали во друга фирма, небитно, тој има всадено во глава навика за да решава проблеми, и кога ќе ги воочи, он не чека да кулминира ситуацијава или да се крие или да чека некој друг да му ги реши тие проблеми, туку има навика, одма ги решава проблемите. Сега тоа е супер позиција, но такви се малку луѓе. Не викам ја сега родителиве ништо не чина, еве јас сум родител, па правам 300 грешки, нели, иако го знам ова. Но поентата е да сватиме дека уствари во бизнисот клучно рековме дека решаваме проблеми. Се сеќаваш, клиентот има проблеми, вработените имаат проблеми, ти имаш проблеми, сега работава е да не ги игнорираш, туку да ги решаваш. И ова е поентата за успех, односно еден од клучевите во успех, а тоа е колку ти си успешен во решавање на проблеми. Ако ги игнорираш проблемите, ти секој ден добиваш прилика, ама едноставно не го гледаш тоа. Значи тоа ти е исто како да ти мафта некој со 1000, 10, 100.000, милион евра, ама ти не ги гледаш. Нели? Сега како луѓето мафтаат со тие пари, а ти не ги гледаш. Так, еве како. Доаѓа клиент нервозен и ти вика у пизду матер, значи глеј ова сте ми го изгребале, па ја дава пари, па вие овона, и ти викаш која е будала, па ние му дадовме како што треба, он го зеде, ќе го монтирал сам, ќе го правил, не знам што овона, сигурно сам го заебал, работава и сега мене овде дошол. Мало имам ја 300 проблеми, уште со него да се забавам, супер, еве ја пропушти приликата. Еден вработен ти вика, еј шефе, ја од утре идем од работа, излагам, ти идем у Германија. Аман беше ќе преш у Германија, да кажеше месец, да кажеше, па сега ние сезона, не, ја, знаеш, реши, ти идам, не можам, ти знаеш, имам проблеми. Отиде човеко, ти уште еден проблем го игнорираш, не го виде тој проблем. Сега доаѓа вработениот твој и ти вика, еј, на влезот онде у вратата цела канта истурена, ја не знам, некој ја истурил, па добре ја состае, па не бе дојдов да барам помош. Аха. Значи ова не е решавач на проблеми, туку ова е создавач на проблеми или ти шпион. И сега немој да му се лутиш него што е таков, туку треба да размислуваш како тоа да го решиш еднаш за секогаш. Сега имаш други проблеми кои што се вика клиенти не ти се појавуваат на состанок, супер, и тоа е проблем, да, и тоа треба да го решиш, ама ти се нервираш, гледај луѓето какви се безобразни, ја не знам ова, да нема човек од збор, не доаѓа, вако тако, супер. Еве ти ги милион евра, ама ги игнорираш. И сега вака да ти редам куп има, нели? Работи, например, не знам, еве си им објаснил на цел тим што треба да прават, они не прават и ти па се нервираш. Па го игнорираш проблемот. Тој на машина тамо прави 15 пати иста грешка, ти му викаш добро, ве 100 пута ти зборим и ти пак еве ти ја приликата, ама пак ја пропушташ. Зошто? Затоа што си колекционер на проблеми, ама не па решавач на проблеми. Значи едно е да ги собираш овие проблеми, нели, као порано што собиравме, нели, кои сликички, кои салфети, небитно. Сега така ти у бизнисот твој собираш проблеми, ама не ги решаваш. И се поентата е како да ги решиш овие проблеми. Значи може да зборуваме 1000 примери, ама поентата е денешно видео да сватиш дека тоа се твоите прилики. Оти нема да се случи, ти сега работаш, читаш нешто тоа не знам што, и чекаш еден ден ќе се случи, ти ќе станеш 1 септември од спиење 2074 и ова нема одеднаш проблеми. Имаш супер бизнес, имаш милион клиенти и се ќе се случи. Така најчесто луѓето размислуваат, нели, чекам сега празниците да пројдат. Сега луѓето се потрошени, септември е школа, зимница, дрва, струја. Нели, па сега ќе дојде нова година, сите се по празници, сите прославуваат. Значи за нас никад доста, нели, изговори се нешто чекаме, нели? Па чекаме празници, чекаме нова година и така луѓето чекајќи на крај ќе завршат 2 метра под земја
И што правеле у животот? Чекале, супер. Значи, ти не си ловец, туку си чекач. Јарно, ама ако се вратиш на назад во историјава, ќе видиш кои луѓе најчесто ги хранеле, ги храбреле, ги сакале, нели? Луѓето кои што носеле дома нешто, ловџиите, нели, овие што варделе доле, имале успех, ама донеле или јаделе тоа што ќе им донесе друг, што ќе им сервира. Супер сега. Значи, се што е поентата на тебе. Поентата е од денеска натаму да сватиш дека секој еден проблем кој што го добиваш у бизнис, секоја една нервоза, секој стрес, се што те фрустрира, се што не ти се допаѓа и до сега си се нервирал, сега за момент кажи му на Дедо Боже фала, кажи му на твојата свест фала затоа што си свесен и првата работа што треба да ја практикуваш е благодарноста. Човек што не е благодарен за 100 евра, нема да биде благодарен никој ќе има 100.000, и он е незадоволен, така. Човек кој што не знае да цени 1 денар, нема да цени ни 1.000.000 евра, затоа што си работи само за една навика, не се работи за количина. Сега, значи првата работа е благодарност. Викаш, супер, како ме изнервира Перо, а валда му е супер. Арно, ама сега нема да се нервирам, сега само што ќе го запишам ова. Па доаѓа клиент, супер, сослушај го, кажи му, заблагодари му се, ќе се обидеме да видиме да го истражиме проблемот. Ако е од наша страна нема проблем никаков, ако е од ваша страна, супер, ќе се обидеме да помогнеме, значи биди културен и однесувај се како со тебе сакаш да се однесуваат. Некогаш ние сме управо, некогаш не сме, но поента да не е битно кој е крив, кој е прав, поентата е да се реши долгорочно работава. Сега, значи ако се навратиме повторно назад у психологија, ќе видиме дека првиот чекор е благодарност и наместо да ги игнорираш овие работи, да ги ставиш сега се на хартија и сега немој да ги решаваш одмах. Ќе определиш време кога ти овие ќе ги решаваш, и ако ги решаваш бргу одмах ќе сгрешиш. Зошто? Затоа што тоа е гасење пожар. Пожарникар е вежбан и он не може да учи сега или да вежба како се гаси пожар, туку зема опрема, трча и вежба, гаси пожар, така. Ама тој е извежбан. Исто како што ние сме извежбани у бизнис, се пожали одработениот, реши проблем. Се пожали клиентот, реши проблем. Излегло ваму проблем, реши проблем. Значи тоа е однесување реактивно, односно како овој пожарникарот. Сега он ако е извежбан у гасење пожар, ќе го изгаси пожарот супер и нема да направи белја. А ти ако си извежбан у решавање на проблеми, ќе го решиш проблемот и нема да направиш белја, но за жал најчесто кога сме реактивни, а не сме добро извежбани, што ми покажува искуството, значи уште поќе правиме проблеми. Супер. Сега што правиме со цела ситуација? Значи, има период кога ги собираш овие проблеми, има период кога ги решаваш овие проблеми. Но поентата е следна. Да си поставиш прашање, како овој проблем никогаш во животот да не ми се појави? Па сега, излегол Цоци, отишол до Германија, да. Излегол Живко, отишол до Германија, да, супер. Ајде да видиме која е причината зошто луѓе го излегуваат. Зошто напуштаат, нели? Затоа што можеби игнорирајќи ги нивните проблеми, игнорирајќи ги проблемите на вработени, ти едноставно пропушташ кадар. А ја и ти добро знаеме колку време треба, нели, од некој што ќе влезе од улица, да го направиш ти да биде барем нешто некое си ниво. Сега, можеби тоа ќе подразбира да ти седнеш да направиш план за обука на вработени. Од кој ќе го примиш, прво да внимаваш кого селектираш, како селектираш, да дефинираш кој тип на луѓе ти требаат, со какви карактери. Па можеби на тоа воведно интервју, можеби нема толку да гледаш у сиви, миви или што кажале луѓево за него, туку можеби ќе му ги гледаш навиките. Па ја често се смеам, велам немој да го слушаш ти што збори, туку гледај го како се однесува. Значи, на пример, ако човек нема навика автомобилот да му биде организиран, туку му е хаос внатре, лименки, пиво, чуда, документи расфрлани лево десно, како тој ќе ти биде организиран утре да ти биде тебе, не знам, комерцијалист кој ќе следи правила, или не знам како ќе биде тој архива тебе со документација да ти работи или финанси, ако тој нема навика колата да се ја среди. Немој ич, затвори го разговорот и гледај, не го примај. Порно затоа што ова се што го гледаш и го игнорираш, а си можел да го приметиш, ама не си сакал, ќе го сватиш по месец-два кој ќе ти направи хаос. Сега. Значи, дефинирај кој човек ти треба, со какви навики, и кога разговараш со луѓето, тогаш гледаш кој му се навиките. А прашај тетка му, чичко му, братучет му, види го на Facebook што прави, како прави, нели? Заинтересирај се малку за него, зошто? Затоа што е битно, ако го пропуштиш, ништо не си направил, не си го решил проблемот. Следна работа што можеш да ја направиш е, например, да дефинираш обука за кој ќе влезе на работно место. Што треба да научи, како треба да научи, каде ќе носиш фирмата, малку да му покажеш. Сега, да се вратиме на вработениве.
Рековме како ти ќе им ги решаваш, кои тие сите имаат финансиски проблеми, сите се вакви, сите се такви. И па ајде да видиме сега, замисли назад, да се вратиме малку назад низ историјава и да дојдеме до Хитлер, да дојдеме до Александар Македонски, да дојдеме до, не знам, Наполеон Бонапарта, да дојдеме до било кој еден војсководец. Замисли сега они, нели, како лидери, како предприемачи, нели, имаат да решат проблем, да ослободат територија, да освојат територија, не е проблем, значи тоа е решавање на нивниот бизнис сега. Они имаат бизнис кој што се вика земај територија, така, или реши го тој проблем. Супер. И сега замисли статистички, од овие луѓе кои што идат у војна, нели, поготово у тоа време кој што немаш со джойстик да го тепаш у спална, нели, туку се тепале глава у глава, статистички 90 и повеќе проценти нема да се врата дома. Значи, што сега Александар, Хитлер и чуда луѓево, нели, предприемачиве, што им ветувале на тие луѓе? Нели, што ќе му вети? Он евети плоча со спреј ќе ти ја прскаат за едно 100 години, нели? И еби га нема да се вратиш жив и здрав дома, ама ќе ти пише, ќе имаш по книги, ќе се збори за тебе, нели? Значи, пази сега која е психологијата. Психологијата е да ти некому, на овие луѓе, твојот тим што го имаш, да им ја продадеш приказната. Која е таа приказна? Приказната што се вика твојот проект, твојот бизнис, каде сакаш да го однесеш. Зашто се бориш, зашто се залагаш, како сакаш да изгледа во иднина, која е таа крајна цел што ќе ја постигнеш, како треба да изгледа за 10-20 години, каде нив ги гледаш во иднина да ги распоредиш, што они ќе добијат со тоа што ќе, не знам, ќе бидат истрајни, ќе работаат прекувремено, можеби ќе размислуваат многу поќе, ќе се трудат многу поќе. Значи, тоа е лидерот у тебе, нели? И сега ти, каков лидер си ти ако не решаваш проблеми? Никако. Каков лидер си ти ако ги гледаш проблемите, се нервираш и не ги решаваш? Сега замисли Александар Македонски рече: ај, пизду матер, ја ти ебем Македонија, ти се мочам и луѓево, ја све ќоро сакато у мајчина, нели, гледај го, не знае, со една патика не дошол, сега ја ќе се борам до онамо, до ова, не бе кој сака неки да и онака нема лепо тоа. Нема, нели? Или он не вика сега да му се плукна му мажеве, пола не се пријавува на војска, за ја ќе се борим сега нив за територија, они нека седат дома, нека гледаат телевизија. Не, он има визија, нели? Он тоа ќе го прави. Значи сака бизнис да направи. Супер. Каква визија имаш ти во твојот бизнис? Ова е одговорот на кој што 99% од предприемачите го немаат, овие 1% кој што ја имаат визијата и го имаат бизнисот. Супер. Значи доаѓаме до првиот заклучок дека првата задача во бизнисот, без разлика колку години имаш бизнис, вчера, 10 години, 20 години, тоа нема никаква врска. Тоа е истото што си го работел 100 години. На почетокот си имал визија, како си влегол во оператива, нели? Више таа визија се губи. Еве, секој ден сум со луѓето и кај ќе прашам, нели ќе ги сретнам, како е шопрес, чути бе, уште немам вработени, уште ова, уште тоа, значи луѓе во истата гачка, бубачка, ја прекажуваат со години. Исто како човек, нели, е дебел, има 20 кила вишак, ама он не од вчера не направи 20 кила, туку со години, он, нели, нити спортува, нити се храни здраво, нити чуда прави, нели, не ги менува навиките и он чека еден ден ќе ослабе. Никад. Луѓе имаат финансиски проблеми, нели? И сега он, например, не ги добил тие финансиски проблеми од вчера, тоа се со години, значи исто и у бизнис, кој ќе ги прашам луѓето, окей, немам вработени. Колку време немаш вработени? Па од кога? Забрал од кога? Цел живот. Од кога и немаш проблем, имаш проблем со наплата, со клиенти, со вако тако, од вчера, од лани не се работи вако тако, кој ќе поставиш 5-6 прашања, ќе видиш дека он има 5 години проблем. Значи, сега реално да зборуваме. Значи, тие проблеми што ти се 100 години, ти нема да ги решиш преку ноќ, ама сакам да ти дадам еден мајндсет, за да видиш што уствари треба и на кој начин да влезеш да ги решиш овие предизвици. И проблемот е повторно во навики и во начинот на размислување. Сега, ајде да се вратиме на Александар, на Хитлер, на чуда на луѓе кои што знаеле да поведат маса, да управуваат со луѓе. И тоа е успехот во бизнисот. И ти ако не можеш да поведеш 5 луѓе, 10 луѓе во твојот бизнис, 50 луѓе, како ти ќе имаш влијание над повеќе луѓе или како ќе правиш чудо од фирма? Никако, нели? Плюс тоа, кои луѓе сакаат да работаат со луѓе кои што немаат лидерски способности? Никој. Погледни го профилот на Ричард Бренсон, милиони следбеници, погледни го профилот на неговата фирма Virgin Record, Virgin групација, ќе видиш дека има 200-300 илјади. Види го профилот од како се викаше од Microsoft Бил Гейтс, ќе видиш неговиот профил на Facebook, на LinkedIn, на овој, на оној, има милиони, милиарди следбеници, а на Microsoft има 200-300 илјади луѓе. Што тоа значи? Дека луѓето се врзуваат со луѓе, а не со фирма.
А секој ден ги слушам предприемачи, вие треба да ја чувствувате фирмата како ваша, вие треба да ја сакате, вие фирмата. Нема фирма, луѓе има фирма, документ, денес ја има и утре ја нема. Нели? Супер. Значи фирма нема и не им продавај приказ на фирмата, туку ајде да почнеме да градиме лидерски способности. Сега, за да изградиш лидерски способности и да градиш онаа визија, најпрво ти треба да знаеш кај ќе ја носиш фирмава, нели? И има тука една добра техника, па викаме супер. Замисли, има 64-65 години возраст и сега дошло крајот, работоспособниот, да кажам, држава што препишува, и викаш супер, како сакам да биде фирмата до тогаш. Колку години имаш сега? Еве го расстојанието. Супер, колку сакаш, кај треба да работа фирмава, извоз, увоз, странство, манство, она. Мало опушти се, фантазирај, нели? Нас ни викаја цел живот не биди фантазер, немој да фантазираш, ама ја мислам дека луѓе во пата од недостаток на фантазија, не дека многу фантазираме. Сега, која ќе дефинираш ти визијава кај ја носиш фирмата, не е доволно само да седнеш еден ден да размислуваш за тоа, туку да имаш навика секој ден да размислуваш за тоа, ти треба да ја изградиш таа слика, да ја дефинираш убаво. Кога ќе изградиш таа, ја дефинираш убаво, ја нацрташ на хартија се, размислуваш се живо за неа, сега ти треба луѓе тамо, нели имаш тројца, но ти треба 30, 300 ти треба. Еве ти ја приказната што ќе ми ја покажеш на луѓето. Сега ќе им кажуваш каде сакаш да ја носиш фирмата, како тие луѓе тамо треба да се видат, како тие ќе добијат парче од фирмава твоја, не ти купчи коли станови чуда, но овие да им 500 евра и ча сакам 500 евра му дам. Добро, јеби га се, 500 евра, ама ако можеш да му дадеш појки и да му решиш проблемите негови, тогаш ќе го гледаш следниве 10-20 години у фирма. Не му и решиш ти, ќе дојде некој друг што ќе му и реши, сега дали е Дитрих или е Геншер, или е Стојче од Боговиње, или е Перо од Кавадарци, ја не знам, ама некој ќе го скраси, некој ќе му и реши проблемите. И поентата е дека у бизнисот не ти треба да тебе 1000 луѓе што ти на сите 1000 ќе ги решиш, туку ги решаш на менаџериве. Првите на тие 3-4 луѓе, тие ти се апостолите од да кажеме, нели, ајде, кои што ќе ти го носат бизнисот понатамо и ќе ја шират оваа твоја заразна визија. И како ти ги палиш оѓинот на менаџерите, така тие ќе го палят оѓинот доле на вработените, ама да се грижиш да не го гасат, ти зависи од карактерните особини. Ако менаџерот те оговара, ти едно збориш, он прави друго, тамо деструктивно, тогаш заинтересирај се добро. И сега што е поентата? Па поентата е следна. Рековме ти си решавач на проблеми. Сега, кој виде ти широкава визија за цела фирма, сваќаш дека ова бизнисот е игра на долги стази, дека не е утре да го решам проблемот и дека не е заутре да го решам проблемот, и овде паѓаат многу луѓе што едноставно не размислуваат долгорочно, туку му фали вработено, бргу да најде вработено. Останал сега нема пари, он бргу пари како да најде. Не оди продажба, произвели роба, бргу се роба како да реши. Значи ние размислуваме сегментно, односно повторно оној пожарникар, немаме широка слика и на бизнисот се однесуваме као, не знам, као утре да ќе го затвориме, нели? Сега, ајде поинаку малку да размислиш, а тоа е дека ако си решен, ако не си решен од ова бизнис да храниш семејство и други семејства уште наредни 10, 20, 50 години, тога исклучи видео и гледај си нешто друго, не мораш да ме гледаш мене. Значи ја не сум овде за инстант решенија, туку ти давам она вистински прави вредности, инаку ќе снимам шорт сморт кај се глупирам и ќе има следбеници, ама не и предприемачи на кои што реално нешто им помагам. Значи следна е работата. Поентата е сега, кога ќе дефинираш слика, кога ќе дефинираш визија добра. Сега оние менаџери се твои стратези, така, околу тебе, или тие апостоли. Сега за нив треба прво да се обезбедиш. Кои се тие луѓе? Може би ги имаш у фирма, ама не ги гледаш, нели? Тоа не се научници од негде ќе донесеш ти од Русија. Тоа тука ти се пред носа, ама ти не ги гледаш. Сега. Ајде да видиме кои се од прилика, на пример, луѓето кои што во моментот ги имаш и треба можат да ги пополнат овие места. Седни со нив, поразговарај што планираат, како планираат, ти на нив и на бизнисов гледаш долгорочен успех. Дали они се гледаат, ама немој она се гледаш ли ти у бизнисов. Ти не се гледаш сега, нели, за бизнисов до вчера кај ќе го носиш, и сега ти кај се гледаш у бизнисов, нигде не се гледа душа, нема појма кај е. Значи 99% луѓе не знаа сега у 3 што ќе имаат за ручек. Значи супер. Затоа си дете радознало. Па дете радознало значи следно. Земи ги овие твои клучни вработени неколку, излези на кафенце, извади ги надвор, прошетај ги негде на друго место. Значи надворот, срединава, оти ние луѓето врзуваме слика. Спална не асоцира на спиење. Фирма не асоцира на работа. Ја еден мозок имам, кај ја гледам ја спалнава, мене ми се спие. Кај ја гледам кујнава, мене ми се јаде.
Кога го гледам работава, мене ме тера да работам. Значи ја тебе те гледам како душман што ме тера да работам. Ти ќе ми извеш надвор, ние сме пријатели. Супер. Значи сега извај ги овие луѓе од твој еден по еден надвор покрај река Еспресо долго, па. И кој ќе ги видиш луѓево, седни и направи муабет, што планира, како си дома со финансиите, ти треба, уште колку би ти требало за да успееш, кои ти се планови, децава да која возраст ти се, што планираш за нив, овде ќе уча на факултетот што ни го рангира на ниедно ниво, сакаш ли надвор, да бе би сакал надвор, супер, што ти треба за надвор, пари ми треба, колку пари ти треба, па не знам 20.000 евра по година, колку пари се тоа 100.000 евра, колку деца имаш колку пари се тоа 200.000 евра, децава ќе жениш, ќе им мажеш, да, ќе им мажам, уште колку пари ти треба за нив, уште 50.000 евра, супер, имаат стан, куќа, ќе живеат негде или како планираш, не бе, јеби га, мора стан, супер, уште колку ти треба, уште 200.000 евра за децава, супер, значи ти треба половина милион евра. Па пријателе мој, колку земаш бе ти кај мене плата? Па 600 евра. 600 евра, пати 12 месеци, пута уште колку имаш до стаж до крај, па ти, брат, како ќе успееш ова све да го заработиш? Никако. Кој би имало прилика, брат, ја да ти помогнем ова све да го решиш, ти да имаш супер топ бизнис и да го решиш ова и децава да ти се школува, ти да имаш стана и да ме обезбедиш, би било ли окей? Што ќе ти рече? Не ќе ми ја тоа, не, жени мајка, не сакаме тоа. Супер, значи сега си оној кој што го пали оџинот у него, супер. Значи еднаш му ги отвори чакрите, него мајка му и татко му не го прашале што сака или што му треба, нели? Ти сега тој си лидер, Александар Македонски, Хитлер, она, небитно кој. Нели сите овие од историјата имаат добри и лоши страни, како се у животот. Ама нешто и може да научиме од нив, нели? Значи да му побуди страста у него, оној заспан јунак у него. И сега, му супер, ајде да видиме ја како можам да ти помогнам. Си заинтересен? Да бе брат, сум заинтересиран. Ајде да видиме. Ама за да дојде до овој разговор, ти идеш у неколку фази. Претходно паралелно правиш план. За една година ќе стигне фирмава тамо, за 5 години тамо, за 10 тамо. У првата година ни треба ова да обезбедиме, вакви луѓе, тоа, овие системи ќе ги воведеме, ќе работиме на овие протоколи, ќе воведеме ваква стратегија. За след 5-тата година ќе освоиме Македонија, ќе бидеме доминантни на пазар. За 7-та година ќе работиме на Балкан да бидеме најдобри. 10-та година ќе бидеме у Европа најдобри, нели? И сега како ти ја растеш визијава, така саѓаш дека ти треба маркетинг директор за Македонија, директор за продажба за Балкан, производство директор, значи луѓе ти требаат, нели? Тие нема да дојдат од не знам каде ти, од мајка родени. Тоа тука ти се луѓе, ама ти не ги гледаш, нели? Супер. Сега ми викаш ти вака, пријателе, значи кој ќе дефинираш каков тип луѓе е ова, полека ја составаш сликава. И ми викаше, па пријателе, види, ја тебе ти дам 600 евра затоа што ти у моментов обавуваш работа за 600 евра. Ја сакам да ти дам 1000, ама и јеби га, ајде да видиме, ти го планот, види, ја направив план, кариерен развој, кај тебе имаш, ти си супер човек, супер работиш, меѓутоа, кога ти би научил ова, кога би научил ова, кога би сменил овие навики, кога би дал ваква вредност, кога ја не би требал сега да вработувам луѓе, а ти тоа го правиш, кога ти би ги обучувал луѓе, а не морам ја тоа да го правам, кога ти би правил ова, не морам ја ова да го правам, значи би ги зел делот од врските мој, ја ќе имам повеќе слободно време, значи тоа време слободно мое, ја ќе можам да се посветам на решавање на мојава задача, што се вика стратегија, лидерство и останато, а ти ќе ги превземеш моите менаџерски улоги, така и у тој случај ти сега ќе заработуваш првата година толку, втората година толку, бонусите ќе ти бидат толку, ќе направиме бонус за децата твои за да се школуваат, ќе направиме за ова, за тоа, супер. И сега поентата е што ти полека гледај што се претвори во воен стратег или ти лидер. Сега, кога истава приказна ти, дел по дел, полека би ја разговарал со сите вработени, видиш кои им се нивните проблеми полека. Па креираш организацијска култура во која што се разговара за можности. Па некој ќе те види, бе будала, овој ќе му правил тоа, овој ќе правил тоа, супер. Сети се само дека и верава која ја ширеле, дека 90% од луѓето не верувале, ама види тројца мангупи ја растуриле низ цел свет, нели? Сите вери се такви, нели? И исто и Хитлер еден бил мангуп, уште 5 луѓе околу него и ја забаја цела Европа, Александар Македонски исто и сите луѓе, значи тебе не ти требаат 100 луѓе кои што ќе ги носиш на душа, туку ти требаат неколку луѓе на кои што ќе им ја палиш оваа визија. Сега, полека како ти решаваш вакви проблеми, само седни и размисли кој носи одлуки, дали носи само тој
или таа, или носи и партнерот. Исто како што е битно за овие твои клиенти кои што купуваат стан, мебел или не знам што, дали е се исто ти продажен разговор водиш со мажот, а носи сопругата одлука, па промашен ти е разговорот, он ти иде дома кажи прекажи, сопругата ќе направи бербат и ти не продаваш ништо, или ќе се договориш заедно да дојде на состанок, или ова ако не го игнорираш, тогаш не го решаваш проблемот, или ти, например, истото ти е со вработениот, ти сега, например, ако дома има домашни проблеми, крие финанси од сопругата, не решава, не дискутира отворено дека има 300 проблеми, значи ти не можеш само да ги решиш проблемите со него, давај му аванси и утре чакај го падат и тражи пари, пат, кредити, чуда, овона, туку седни, разговарај со брачниот партнер, објасни ги проблемите, дека сакаш ти да му помогнеш да ги решиш, ама дека ова не е начин, како ајде заеднички да направиме план, колку имате проблеми, шо ви се проблемиве, шо не можам ја да ви помогнам, дај да видиме како ова еднаш за секогаш да го решиме, како можеме ова, нели, ајде, нели, да видиме, тоа ти е улога која што веќе никој не може тебе да ти ја завори. Пријателе мој, ако ти вака и на овој начин ги решаваш проблемите на твоите вработени, на твоите клиенти, на луѓето околу тебе, никад нема да имаш проблем со вработени. Зошто овие твои луѓе сега ти се амбасадори, партнери, оти се бесплатен маркетинг. Кој ќе излезе надвор и кој ќе чуе он за фирмата твоја лоша, он ја усостојба песница да му удри на тојот каршија, за да му докаже дека е грешка. Кој ќе се пожали клиент, он ќе се труди да објасни, да докаже, да покаже и да го реши тој проблем, затоа што сега емотивно е врзан за тебе. Го боли душава, зашто ти му решаваш животно прашање и него го боли сега, он сака да реши тој проблем. Кој ќе види кантата паднала и нема да ја скока, сега ќе вика чекај, дај да ќе дојде некој срамота, дај да ја дигнам. Кој ќе види дека паркингов не е организиран, дека некој паркирал лево, десно и го фатил цел паркинг, ќе рече дај бе клучот, ја да ги препаркирам да средим паркингов. Кој ќе види дека робава стигнала погрешка, она ќе рече чекај бе, дај да видиме, дај да ја средиме робава, нема смисла ќе дојде човекот има 300 проблеми. Значи гледа како почнува играта. Играта почнува што? Не ги игнорираш проблемите, туку ги решаваш. И сега за самиот крај, 8:05 е веќе. За самиот крај сега денес седни и запиши ги сите можни проблеми кои што ќе ти текнат до сега на една хартија, купи убав ТФР1, златен ако можеш ќе биде супер, за да те потсеќа на нов почеток и дека од тоа е рудник со богатство и од тоа ќе направиш пари, а не од нешто друго. Одветување или гачки-губачки. Сега, на тој ќе ги напишеш сите проблеми што ќе ти текнат и донеска само пиши ги проблемите. Немој за решенија да мислиш, сега рано за решение, само пиши ги. Од тој тефтер ќе ошеташ сега, затоа што тој тефтер ќе ти го храни цел живот семејството и ќе го однесеш бизнисот онамо до 65-та и да уживаш. И полека во него сега ќе ги запишуваш цел живот додека си жив, секој ден ќе ги запишуваш проблемите. Втора работа кој ќе ги запишеш проблемчињава, одвој време со кафенце и размисли како можеш да ги поделиш овие по групи. Подели ги по приоритети, кој сакаш најпрво да ги решаваш, кој не ќеш да ги решаваш, значи кои се похитни, поважни, овона, решавај ги еден по еден. Подреди ги кој ќе ги решаваш сега, овој месец, кој ќе решаваш следен месец, кој за следна година ќе ги оставиш. Подреди си ги. Поентата е следно. Ова запамти го, те молим, ако можеш да се тетовираш, тетовирај се, оти ова што ќе ти кажам. И клучот, и ако ова го рипнеш, тогаш џаве си одгледал све ова и се што ќе гледаш во иднина. Само вети си за себе. Дека се додека нема да решиш еден проблем, нема да продолжиш на вториот. Оти ние предприемачите имаме shiny syndrome object, односно се што светка, лета, нотификација, гласови, звуци, слики, чуда, ни привлекува внимание и скокаме од една работа на друга работа, од една идеја на друга идеја, од една рекла казала на друга, па нотификација, па мејл, па телефон, па видео, па ова, скокаме од едно на друго и никогаш не ја завршуваме таа задача која што сме почнале. Ќе ја оставиме за утре, за заутре и така добиваме 20 кила вишок, така имаме финансиски проблеми, така имаме проблеми со вработените и да не се дуплирам, значи повторно зборуваме за едните исти образци. Значи, на работење, додека не решиш еден проблем, немој да си помислил да решиш втор. Оти ако не си способен да решиш еден проблем, зошто мислиш дека би решил втор проблем? Ни тој ќе го оставиш. Се надевам дека супер ти послужи ова видео. Ако е така, сподели го, шеркни го, пиши коментар, не биди себичен, зашто секој твој коментар ќе излезе кај некој други трети, така мене ќе ми помогнеш да допрам до повеќе луѓе
a така ќе ми дадеш мене мотивација да зборувам овде и да давам бесплатни совети. Сега, од некој ќе заработам, некој ќе се пријави за консалтинг, некој за обука, некој за ова, некој за она, не викам дека тоа си ти, но на тој начин ќе имаме заедничка љубов. Ете така. Ајде сега, поздрав од мене, успешен ден и купи златен тефтер. Немој денеска до утре кој ќе те прашам дали си купил златен тефтер или не, да не ми пишеш овде да. Ете така. Ајде, чао.